Новата власт со ВМРО ДПМН ќе овозможи нови инвеститори во сите општини, па и во Свети Николе, каде има можност да се искористи како природен ресурс и да се инвестира во нови ветерници, изјави градоначалникот Дејан Владев. Секој што сака на ваков начин да вложува, општина Свети Николе ќе овозможи тоа со своите брзи постапки, се вика нели интерес и на граѓаните на општина Свети Николе за поевтина електрична енергија и нормално за добробит на сите фактори во општината и во државата. Владев ги очекува најавените средства за инвестиција со проектот 1198. Со новата влада на Република Македонија што треба да биде за многу кратко време, и самиот премиер, што ќе биде господинот Христијан Мицкоски, каже дека доста средства ќе бидат вложени и во нашите општини, нормално во општините на Република Македонија, и се надеваме на многу посветл и подобар и поекономски просперитетен живот на граѓаните на општина Свети Николе и граѓаните на Република Македонија. Владев е убеден дека за кратко време се ќе дојде на свое место, не откривајќи ги приоритетите на Свети Николе. Секоја општина си има приоритети, ние уште претходниот период разговаравме, да не откриваме, се ќе си дојде етапно и како што треба. И сега со новите инекции, да ги кажем, од страна на новата влада на Република Македонија, гарантираме уште подобар и поквалитетен живот за граѓаните на општина Свети Николе. Денес градоначалникот Владев имаше средба со новиот јапонски амбасадор во Република Македонија, на која откри дека ќе се разговара со нова соработка и нова донација која веќе е договорена.